Куманово повеќе не се вројува меѓу најзагадените општини во државата, покажуваат податоците од мерните станици достапни на општинскиот сајт, информираше на последната пресконференција градоначалникот Максим Димитриевски. Во Куманово работат сите мерни станици, на општинскиот сајт можете да го проверите квалитетот на воздухот, и ако некаде пред 7-8 години Куманово беше помеѓу трите први најзагадени општини со PM2,5 и PM10 честички, денеска тоа не е случај со Куманово, освен во моменти на периодот на годината, тоа е зимскиот период, кога се користат огревно дрво и други материјали за затоплување на градот, но ние со нашите мерки кои што ги имавме и на краткорочен и на долгорочен план за спречување на загадувањето, а тоа е проширување на гасоводната мрежа, особено со гасификација на градската болница во Куманово, драстично го намалевме загадувањето, бидејќи начинот на стариот систем на грејење во градската болница со мазут беше најголемиот загадувач. Ние немаме тешки загадувачи во градот. Главното загадување во градот е прашината која што доаѓа од северната страна, тоест во близина на границата со Србија. Имаме неколку рудници и кога тие работат, евидентно е загадувањето од прашина во градот и кисели материи, и истото ни се случува и кога интензивно работат нашите каменоломи на локалитетот Краста, за кој што редовно правиме инспекцијски надзор, исто така и со инспекторатот за животна средина, и истото загадување е рапидно намалено. Плод даде и мерката за пошумување на голем број на локации во градот, и ние не се откажуваме од долгорочните мерки. Како општина сме една од ретките општини што дава субвенции за клима уреди по принципот прв пријавен, прв услужен. Ќе продолжиме и следната година со таа мерка, и секако конечното решение до свеста на граѓаните да не користат се и се што за огрев во зимскиот период. Се справуваме интензивно и со оние времени загадувачи кои што опоражуваат гуми и други недозволиви материи на различни локации. Во соработка со МВР ги лоцираме таквите лица и со нашите инспекцијски служби поведуваме постапки против истите. Но во овој момент мислам дека квалитетот на воздухот во Куманово е на едно задоволително ниво, што не беше случај некаде пред 6 години, што се потврдува дека кога спроведувате долгорочни мерки со еден проблем се борите, со години можете истиот и да го решите.